Сакаме кога во утринска на Телма зборуваме за убави работи и секогаш сме тука за истите да ги презентираме, испромовираме и да ги најавиме. Такви убави нешта секогаш имаат од организацијата Арно. Само ќе потсетам дека Арно е организација која што работи или е за социјални иновации. По-конкретно е основана во 2013 година и токму оваа година се прави тој нивни 10 годишен јубилеј. Претпоставам дека се водите од не дека крајот на 2013 или почетокот на 2014 за одбележување на овој јубилеј. Има многу новости кои што можеме да ги споделиме, вклучително да ги најавиме и зелените идеи, поточно во организација на Арно. Традиционално и годинава со доаѓањето на пролета започнува и надпреварот за зелени идеи. Ќе потсетиме за се, ќе најавиме она кое што е ново и за настанот кој што ќе се случува утре и сето тоа со мојата денешна гостинка Ирина Јаневска, која што е претседателка на Арно. Ирина, добре ни дојде. Добре ве најдов, фала многу за убавите зборови. Навистина ни е драго што ги имаме медиумите како партнер во се ова што го правиме, затоа што ние многу често имаме тенденција нели да се држиме во своите кругови, едни исти луѓе. И вака преку вашите канали имаме шанса да допреме до голема публика и нас тоа ни е целта. Да ги мотивираме, да ги едуцираме сите што е зелена социјална економија и да им дадеме поддршка во развивањето на нивни бизнис идеи. И оние кои што се вашата публика и тие кои што ве следат со години, поточно од самото постоење и основање на Арно како организација, веќе добро знаат за вашите активности и проекти кои што ги имате, а за оние кои што можеби или малку подоцна се вклучуваат во истите и дознаваат за нив, ние ќе потсетиме на самиот почеток што всушност значи овој надпревар на зелени идеи, со кој и е стартувана Арно како организација, а потоа ќе кажеме и за ова 10-то издание поред или 10-ти јубилеен надпревар на зелени идеи, па да видиме како овој годишен надпревар кој поддржува развој на мали локални зелени бизнес идеи просперираше од година во година. Така, станува збор за регионален надпревар кој што си има своја традиција од веќе 13 години. 10 години Арно го менаџира, претходно го менаџираше на друга фондација во Македонија. И за нас е многу важен овој надпревар затоа што ние велиме тој дел од ДНК-то на Арно. Ние настанавме поради овој надпревар. Значи самата организација се формираше за да го спроведува во нашата земја. Интересното е што од кога ние почнавме да го менаџираме на регионално ниво имаме македонски победници. И тоа ни е многу драго, значи горди сме што мала земја како нашата ите може да донесе награди, носи награди секоја година, некоја година и по 2 награди. Не станува зборов дека за компетитивност меѓу земјите, сепак ние сме многу сличен регион и се инспирираме и учиме една од друга. Меѓутоа станува збор за граѓани кои што се свесни дека особено оние кои што го знаат третиот сектор дека не може да се живее од грантова поддршка, дека треба и самите здруженија да се самоодржливи и за сите оние кои што препознаваат дека еднината на бизнисот не е во искористување, во експлоатација на природните ресурси, туку поголема свесност во делот на заштита на животната средина, меѓутоа исто така една инклузија. Ние гледаме сега каква е состојбата на пазарот на труд, навистина е проблем да се најде работна сила, а од друга страна имаме луѓе кои што седат дома и се на маргините од општеството и не се вработени. Тука станува збор за едно социјално претприемништво. На жалост не успеавме лани да усвоиме законската рамка, иако законот беше подготвен, Арно даде голема поддршка за оние кои што не знаат да знаат дека работиме не само во делот на зеленото претприемништво, кој зелено социјално претприемништво, сакаме да видиме таа инклузија, сакаме да видиме луѓе кои што живеат од социјална помош да бидат вработени во социјални претпријатија. На почетокот има поддршка, идејата беше со законот да се даде поддршка од државата, меѓутоа во отсуство во овој вакуум на поддршка, на отсуство на поддршка од државата, ние здруженијата, фондациите, донаторите даваме неповратни средства, грантови со кои што може да се почне мал зелен социјален бизнис. Тоа е мисијата на Арно, за оние кои што не нас знаат, сакаме да видиме поголема свесност за овие зелени социјални претпријатија, сакаме да видиме зелени бизниси кои што се локални, мали зелени бизниси, вкоренети во самата заедница, како просперираат. Какви се тоа бизниси, може би најубаво преку примери, не знам дали одат фотографиите во позадина. Ова конкретно не е бизнисот кај нас, но е нешто што сакаме да го донесеме. Тоа се чевли со ѓон направени од мастики за жвакање, од гуми за жвакање од Амстердам.
гледаме како од нешто што е отпад, од што ја загадува природата, може да се направи многу уникатен бренд. И тука сакаме да кажеме дека не станува збор за проекти, туку за производи и услуги кои што имаат пазарна ориентација. Мора да се продаваат, мора да имаат заработка за да се има вработување, да се има една константност во зеленото социјално предпријатие. Камп од Острог, тоа е идеја од Црна Гора, тоа е од регионалниот надпревар, станува збор за место кое што е многу често посетено и каде што нема доволно сместувачки капацитети. Зошто да не се отвори таков мал бизнис кој што им нуди шанса на граѓаните, а еколошки, значи на соларна енергија, храната е локално произведена, има локално вработување, тоа се примери за овие мали зелени бизниси. Како нели ни пристигнува пролета и секогаш, иако во било кој период во годината или како велиме 365 дена во годината, треба навистина да бидеме доволно свесни за тоа што значи да се чува животната средина и нашата планета Земја и на кој начин можеме да придонесеме за тоа. Постојат многобројни начини, само ако сме малку посвесни и поодговорни. И вчера нели се одбележа и глобалниот ден на рециклирањето и всушност постојат и податоци колку тони на отпад има на планетата Земја годишно и што се случува со оние нели материјали кои што највеќе ја загадуваат, а не се рециклираат. И кога веќе ги споменавме мастиките, поточно гумите за жвакање, тогаш нели постојат податоци дека за да се распадне на гума за жвакање просто фрлена на улица треба повеќе од 1000 години, не знам дали сум во право. Нешто помалку, меѓутоа како и да е отпад, кој што никако не треба да заврши на улица. И тоа е нешто што го има во големи количини и нешто кое што за жал многу споро и многу години се разградува. И затоа се особено важни нели вакви иновативни идеи, зелени идеи кои што ќе придонесат малку и да се зголеми таа креативност и да се отворат и видиците, но и размислувањата, па и да се подигне свеста. Затоа и 10 години сте, честитки за јубилејот пред се и на Арно и на ваквите зелени идеи. И нешто што е важно исто во денешниот разговор и впрочем и повод за денешното гостување, настанот кој што ќе се случува утре од 11 до 14 часот, што сеќе е важно да споменеме во тој дел и детали кои што се важни за нашите гледачи. Прво, најважно дека сите што не стаса да се пријават, сепак имаше ограничени капацитети. До вчера, во Europe House имаме ограничено место, а голем интерес имаше да не се грижат затоа што ќе имаме лајвстрим, обезбедивме за да може да овој настан ги сподели информациите со поширока публика. Лајвстримот ќе може да го следат сите оние кои што се заинтересирани на Facebook страницата на Арно, која што може да најдат во горниот десен агол на нашата веб страна arno.org.mk или ако не изгуглат, ако не пребараат на Facebook, ќе дојдат до нашиот профил. Она што ќе се случува утре е промотивен настан кој што го правиме за да прво граѓаните се уверат дека е навистина транспарентен процес, кога ќе не прашаат дали е со врски над преварот, толку сме изрични, прво сме уморни од тоа прашање, ама сакаме да го повториме и да им кажеме на сите дека навистина е транспарентен надпревар, затоа што ние одиме на регионално ниво каде што мора да одиме со најдобрите идеи ако сакаме победи. Но се прашуваат такви прашања зашто веројатно многу работи преку врски. За жал. Тоа е културата, меѓутоа сакаме, затоа ги правиме овие настани, не само настанот, туку и работилниците, сите што имаат идеја да добијат поддршка. Не ни е цел ние да избереме некој со врски, зашто тоа никаде не води. Цел ни е напротив да избереме најдобра идеја и да помогнеме на сите оние кои што имаат идеја да ја доразвијат. Така утре ќе се охрабриме, ќе зборуваме првен за правилата на надпреварот, за процесот како се аплицира формуларот, ќе ги најавиме работилниците заедно со Ирина Тошева. Таа е наша модна дизајнерка и една девојка која што е навистина свесна за концептот на одржливост и оваа година ќе биде обучувач кој што е ангажиран од Арно. Ќе имаме минатогодишната победничка Мирјана Јосифовска, ева зборувавме за отпад. Мирјана е многу интересна тетовчанка која што е инспирирана од незината баба која што била текстилна работничка, шијачка. Таа прави капи и стегачи за коса од текстилни остатоци. Значи собира од фабриките тоа што е вишок, што инаку би завршило во ѓубре. Еве на екранот оди ако се гледа ако гледаат гледачите, прави капи и стегачи кои што се со zero waste техника, значи стегачот веќе навистина нема никаков отпад. Она победи лани на регионалниот надпревар и ќе искористиме како инспирација за сите оние кои што сака да слушнат што значи да се развие нешто од нула до успешен бизнис. И ќе имаме представување, вклучување од Црна Гора,
Убаво го нагласи Ивана, сега трендот на зелена економија и во реупотреба на материјали. Арно има и друг проект кој што се вика Екоиновации за животна средина, исто е поддржано од Европската унија. Таму ќе даваме грантова поддршка за конкретно циркуларна економија. Значи како од отпад да се направи нешто со бизнес перспектива. Не како проект да почне и да заврши, нешто што ќе носи приход преку продажба. Одлично, повеќе идеи веројатно кога се работи на тоа поле или кога се размислува на еден таков начин, секогаш има идеи нови и светски што може да се донесат кај нас. Не бараме ние да се измисли нешто, земи како пример, како велиме се измислено, само треба да се фокусираме на она кое што сакаме или да се донадградиме во тоа или да додадеме нешто плюс на тоа што е квалитетно. И ова е нешто кое што го добив од Ирина, поточно од Арно, тоа е, еве, Ирина, ќе те оставам ти да кажеш точно што е во позади ова срценце или на оваа картичка. Тоа се истата наша победничка зелена бизнес идеја, Јасмина Главинч од Визард, ги изработува овие картички, ете пример за зелен социјален бизнес. Нашиот брендинг е овој, а ова што го држиш Ивана ти е по повод на 10 години Арно. Овие ги делевме во декември, кога го славевме нашиот роден ден. Станува збор за картички кои што се прават од рециклирана хартија, рачно, со екобои се печатат. Може да ги нарача секој доколку сака да има ваков еко-маркетинг, мешто брошури, флаери што загадуваат и што ќе завршат во отпад, ма еве вакви картички се корисни. Зошто се корисни? Во надпреварот за зелени идеи имаме семче од пркос, кој што се сади, никнува цвеќето пркос, а овде се одлучивме за зачинска билка, за босилок, затоа што оваа година бевме познати по надпреварот за реизмислување на гевречето со средно гостителско. И оваа година рековме, ајде место цвеќе ќе имаме семе од босилек, така да ќе можеш да го посадиш, Ивана, и да имаш ете зачинска билка во саксија. Одлично, го обожавам босилекот, одлично во комбинација со тестенини, еве да речеме, или најмногу асоцира на тоа, иако наоѓа примена во секојдневната исхрана и добро е ете на еден ваков начин кој што секој кој што сака може да си посади. Верувам дека тоа си го прават и многумина, но целта е да се зголемува бројот и на некој начин да допринесеме со тоа домашно производство колку и да е минимално. Она кое што исто ќе го споменаме во контекст на останатите проекти кои што ги имате или активности на Арно, сето тоа е достапно на вашата веб страна и може да се прегледа. 10 години се одбележуваат веројатно во текот на целата година преку настаните, па по крајот на овој надпревар зелени идеи, што е она кое што Арно во иднина или во следниот период го подготвува. Имаме многу нови проекти, меѓутоа сите се во истата област, значи во областа на зелена социјална економија. Наскоро почнуваме еден нов ИПА проект со партнери, каде што ќе имаме Академија за зелена економија. Препознавме навистина потреба. Нашето образование не нуди образование на овие теми. Ете, ние улогата на здруженијата да го пополниме тој вакуум исто така во општеството, каде што ќе нудиме образование и понатаму исто и таму ќе има грантова поддршка за развој на циркуларна економија. Продолжуваме во работа со училиштата, продолжуваме со проектот РАИС, каде што нудиме поддршка за млади социјални предприемачи. И тоа е накратко она што ќе го правиме. За се гледачите може да се информираат на нашата веб страна arno.org.mk, а за зелени идеи им отворивме нова страна пред неколку години кога сватевме дека навистина има многу материјали. Да, а интерес веројатно каде конкретно да се најдат. Конкретно за надпреварот zeleniidei.mk е дестинацијата каде што може да го најдат формуларот. Имаме секција ЧПП, често поставувани прашања, се што до сега можеби не го слушнале вака во етерот, може да го најдат во пишана форма таму, меѓутоа може да ни се обратат до 30 април. Примаме прашања и по телефон и по мејл, а надпреварот е отворен до 6 мај и формуларот исто така може да го најдат на нашата веб страна. И отпосле ќе се знае кој ќе биде победник за ова. Да, здравје, ќе дојдеме со националните победници, бираме тројца од Македонија и понатаму во септември оваа година одиме во Сараево, таму ќе биде регионалниот надпревар, ќе го има регионалниот надпревар каде што ќе се изберат 4 победници на регионално ниво и се надеваме дека и оваа година ќе имаме
македонски победници. И јас се надевам и тоа истото ви го посакувам, како и успешно продолжување со работата на Арно уште многу години, се со цел на целите кои што ги има, а и ги остварува и за кои што ние се разбира можеме да зборуваме во утринската тема. Ирина, благодарам што денеска беше заедно со нас и што секогаш одговораш позитивно на нашата покана со присуство да може да ги презентираме овие активности кои што и ќе пробудат дополнително нашата креативност и ќе допринесат за сето на кое што е важно, а кога станува збор за зелените идеи или за нашата мајка природа или планетата Земја. Секогаш со задоволство.